Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат на тема туризам и што прават државите во светот, а што Македонија за привлекување поголем број туристи. Светската туристичка организација на Обединетите нации проценува дека до 2030 година во светот ќе има околу 1,8 милиарди туристи годишно. Според истиот извор, туризмот е најбрзо растечка индустријска гранка и двигател на социоекономскиот развој. Но како да се привлечат туристите да ја посетат токму вашата земја? Речиси сите држави во светот настојуваат да привлечат што е можно поголем број туристи, а само природните богатства или културно-историското наследство на некоја земја не се доволни за зголемување на приходите од туризмот. Затоа постојано се инвестира во туризмот и се применуваат нови идеи и иновации. Пример број 1. Куба. Инвестиции. Во центарот на Хавана деновиве беше отворен ексклузивен хотел со 5 звезди, менаџиран од Кемпински, но во собственост на кубанската влада. На отворањето беше и кубанскиот министер за туризам Мануел Мареро. Hay una demanda de personas que tienen mucho poder adquisitivo, que están demandando hoteles de mucho lujo y que precisamente estamos dando respuesta a ello. Овој Карипски остров има природни убавини, но сместувачките капацитети главно се од ниска или средна класа, па се потребни и луксузни објекти, иако постојат предизвици во смисла на одржувањето на стандардите во држава со строго контролирана економија. Сепак, туризмот е една од светлите страни на кубанската економија. Мареро изјави дека годинава на Куба се очекуваат над 4 милиони туристи. Кубанците кои работат во приватниот сектор, во ресторани, како такси возачи или туристички водичи, сметаат дека отворањето луксузни хотели ќе биде добро и за нив. Todo lo que sea para mejorar el país, yo pienso que no sea malo, que sea bueno para nosotros. A ver, eso estaba bien feo, ahora está bonito. Сепак ова е само почеток, а на Куба уште многу треба да се вложува. Објектите кои датираат од 20-тите или 30-тите години се речиси руинирани. Пример број 2. Швајцарија. Иновации. Во Швајцарија не недостигаат луксузни капацитети, но туристичката понуда ја прошируваат и со разни проекти. Некому изгледаат чудно, но функционираат. Ноќевање во двокреветна соба на отворено за околу $300. Ке добиете пијалак на доаѓање, појадок наутро, а домаќин ке ви биде локален фармер. Ке ве придружува до локацијата, ке ве информира за времето и за други работи. Тоа е хотелот на отворено со 0 звезди, концептуален уметнички проект. Гостите спијат на отворено со прекрасен поглед на швајцарските Алпи. Креатори се браќата Патрик и Франк Риклин. Da beginnt unsere künstlerische Intention, dass man eine Transplantation macht in der Landschaft mit einem Kunstwerk, das aussieht wie Photoshop vom Weiten, reingestellt in die Landschaft und jetzt wird es belebt durch reale Gäste, durch reale Butler, durch Leute, die... Wir haben mittlerweile Anfragen aus der ganzen Welt und da kommen Leute aus Irak, aus Amerika, aus Australien, Afrika, England, also alles. За концептот Ноќ под звездите, креаторите велат дека креира нова реалност, од која традиционалните хотелиери во Швајцарија не се многу воодушевени. Македонија има природни убавини, има културно наследство, но нема значителен пораст на приходите од туризмот. Познавачите велат дека главен проблем е недостигот на високо квалитетни сместувачки капацитети, како и добра инфраструктура. Првото освежување во студената изерска вода на Матка. И летната туристичка сезона може да започне. Планински, алтернативен, манастирски, банјски, транзитен и хотелиерски туризам. Македонија има што да им понуди на странските и на домашните туристи. Но потребна е квалитетна и обемна стратегија, за да има целосна искористеност, велат туристичките работници. Но сегашните обиди со субвенционирање покажаа делумно резултати, но тоа не е доволно. Годинава бројот на туристи покрај политичката криза и нестабилноста во државата е во пораст, покажуваат податоците од Државниот завод за статистика.
Изерскиот и градскиот туризам со фокусот на Скопје се главните дестинации за сега. Но потребно е да се напушти клишето на масовен туризам и да се посветиме на западните трендови, на активен и пасивен туризам со цел привлекување на високобуџетни гости. Тоа се велнес и спа центрите. Имаме огромен потенцијал. Знаете, бањскиот туризам во Република Македонија и во минатото беше доста развиен. Со тоа што, на забот на времето оставените таквите капацитети, може би веќе негдека се отпочнати реновирања или веќе се во функција, меѓутоа треба сите да се стават во полн капацитет за да може да се привлечат тие туристи. Во однос на туристичките капацитети, односно сместувачките хотелски објекти со кои располага земјава, добра беше само мерката за субвенционирање на хотели со 3 звезди, но на земјава и недостигаат хотели со 5 звезди, вели Пејовска Ристовска. Еве, ако, например, ја земеме Охридско-Струшката ривиера, имаме само еден хотелско-сместувачки капацитет со 5 звезди, кој што не може да абсорбира поголем број на туристи. Ние, како комора, имавме преговори со гости странски од Исламска република Иран, кои што сакаа да дојдат, а знаете, тие се високобуџетни, меѓутоа, она што го бара, не можевме да го понудиме со бројка кои што тие го бара. Например, можете само до 100 или 150 гости, меѓутоа некој чартер од 200 до 250 немате каде да ги сместите, на тој дел говорам. За да се подобри состојбата, неопходно е да се зголеми промоцијата на македонскиот туризам. Зголемено учество на меѓународните саеми на самите понудувачи, но на нов и иновативен начин. Подобрување на инфраструктурата со цел пристапност до туристичките дестинации, велат луѓето од туристичкиот сектор. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, посветено на туризмот и начините за привлекување туристи. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.